Започнаа градежните активности на јужниот булевар во Кочани, кој ќе се поврзува со експресниот пат Штип-Делчево. Ќе се работи на мостот на Кочанска река, со што ќе се улесни сообраќајниот метеж во градот, а ќе се работи на изградба на катни платформи, со помош на кои ќе се зголеми бројот на паркинг места во центарот на Кочани. Во наредната година и пол треба да биде завршен и водоводот, со што ќе се реши значаен проблем, а ќе се намалат и трошоците на комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани. Почнуваме со реализација на влезниот булевар, кој што е некаде проценета вредност од околу 2 милиони евра и очекуваме во наредните година и половина да биде завршен. Понатака мост на Кочанска река со вредност од некаде околу 350.000 евра. И она што долго време се очекуваше, проект кој што е започнат уште во 2013 година, а тоа е довршување на водоводот со изградба на еден потисен цевковод кој што треба да овозможи чиста вода за пиење за поголем дел од градот, која што е вредност некаде околу 1 милион и 100.000 евра, исто така очекувам за една година да биде завршен. Во наредниот период ќе се работи на типските куќи, решавање на тешката финансиска состојба со комуналното предпријатие Водовод. Кочани ќе добие нов олимписки затворен базен, старечки дом и слично. Речиси готов проектот за еден затворен базен во Кочани, кој и текако му е неопходно. Тука говориме за еден сериозен проект каде би добили еден базен олимписки, како што ќе биде спремен за надпревари во пливање, така ќе биде со неколку скокалници и ќе биде погоден и за ватерполо базен. Во моментот, како што ветивме и претходно, веќе е распишан тендерот за проект кој ќе овозможи реконструкција на цевководот, на геотермалната вода која носи од изворите до Кочани, со што освен би добиле нови спа центри и ќе можеме топлата вода да ја искористиме и како извор на грејење, а во моментот имаме загуби од 20 и неколку степени поради стариот, дотраен и оштетен цевковод. Кочани инфраструктурно е приоритет и на владата, со што се работи на реализирање на проекти кои би требало да бидат финансирани и завршени во наредните неколку години. Се инфраструктурни проекти кои што соодветствуваат на потребите кои што ги добивме од страна на претходната локална администрација, а во консултација со, како што јас тогаш бев информиран, сите советнички групи. Знам дека и градоначалникот сегашен, тие проекти му се исто така приоритети потврдени и во рамките на тој пакет од 100 милиони евра беше разговарано на највисоко ниво и со Европската комисија. Јас лично во неколку наврати со претседателката фон дер Лајен го разговарав. Таа рече дека и она ќе се заложи да и самата Европска комисија учествува. Потоа излегоа некои пречки околу буџетирањето, па во која програма, па приоритетите. Па тоа може да влезе, велат, во буџетот од 27 година. Ние како влада рековме во ред, тогаш ние ќе почнеме нашиот инвестициски циклус 25, 26, 27. Кога и доколку го донесете буџетот и биде дел од вашите приоритети во ред, доколку не, ќе продолжиме и ние како влада и во годините кои што следат. Мојата политика не е политика на барање милост. Мојата политика е да ги засукаме ракавите и ако гледаме дека нема кој, тогаш сами да си ги направиме работите. Претходно започна и уредувањето на дворот на Кочанската општа болница, етапно ќе се работи и во внатрешноста на болницата.